Македонскиот јазик се оформил врз основа на прасловенските говори, кои во втората половина на првиот милениум од нашата ера го опфаќале на јужниот предел на словенскиот јазичен свет и се сосредоточиле во централниот дел на Балканскиот полуостров, во Македонија. На македонската територија, овие говори ја сплотиле својата јазична животворност и развиле препознатливи јазични особености, со што трајно ја обележиле својата јазична територија. Цивилизацијските вредности, вкоренети во македонската територија, трајно ја обележуваат историската перспектива на македонскиот јазик. Со опфатената јазична територија, македонските говори се обединиле во јазична заедница, во која се негувал прасловенскиот јазичен тип и која не го прекинала јазичниот континуум со другите словенски говори, па на преминот од првиот во вториот милениум дале основа за првиот словенски литературен јазик, старословенскиот, чија основна намена била јазик на богослужбата. На старословенски, словенските првоучители со своите ученици ги превеле книгите неопходни за богослужбата, но и за црковниот живот. Така се отворил патот за осамостојување на словенската црква и на Охридската патријаршија. Поставен на македонска јазична основа, литературниот јазик, заеднички за сите словени, почнал да се употребува во Словенската црква во Моравија, за потоа да ги опфати јужнословенските земји, да го доживее својот подем во Македонија и да се расшири низ сите источнословенски земји. Подемот на словенскиот јазик на македонска почва е резултат на дејноста на Охридската книжевна школа, основана од Климент Охридски, првиот македонски и општословенски писател. Културните вредности на старословенскиот јазик трајно ја обезбедуваат иднината на македонскиот писмен и литературен јазик. Заедничкиот литургиски јазик бргу го зголемил обемот на употреба, прераснувајќи во јазик на оригинална локална литература, што се надоврзува на богатата универзална преведувачка традиција. Овој јазик се нарекува црковнословенски и се развива преку правописни редакции и јазични варијанти, меѓу кои мошне рано е пројавена македонската варијанта. Во македонската варијанта на црквено-словенскиот јазик постапно се вклопуваат особеностите на македонскиот народен јазик. Македонскиот јазик веќе се разликувал од другите словенски јазици по затврднувањето на мекиот изговор на согласките, по промените во деклинацијата, по предпочитањето на одделни зборообразувачки модели. Особеностите на македонскиот народен јазик ја доживуваат литературната обработка во средновековната препишувачка и творечка дејност на Охридската и на Лесновската школа. Преку нив се наложувала обединувачката моќ на народниот јазик за етничко единство и за издигнување на македонскиот народ на рамниште на нација со препознатлив национален литературен јазик. Националната историја на еден народ е во тесна врска со развојот на јазикот и културата, одразени во науката и образованието, во литературата и во другите уметнички пројави. Сите јазици имаат развој, но не и историја. Историја имаат само националните јазици. Македонскиот јазик имал бурен и сложен развој. Оформен како јазик од прасловенски тип, ја сменил структурата, култивирајќи ги најпрефинетите словенски јазични особености на планот на морфонологијата и на рамниште на лексиката и на зборообразувањето, и прифаќајќи ги на планот на граматиката прагматично комуникативните балкански јазични модели. Македонските зборувачи ги вложиле особеностите на својот јазик во јазичното творештво, создавајќи историја достојна за еден национален јазик, историја со која зборувачите се гордеат, особено кога ги говорат врвните јазични образци, во кои е акумулирана творечката енергија на претходните генерации и врз нивна подлога создаваат нови, кои следните генерации ги прифаќаат како своји. Македонците создале препознатливо свој историски јазик, по кој се обединувале во јазична заедница и биле препознавани од другите, не само по говорената форма, туку и по јазичното творештво во писмена форма.
Македонскиот јазик се оформил на крстосницата на големите јазични, културни, општествени и политички збиднувања, кои не им биле во прилог на македонските зборувачи. Во ваква позиција имале можност или да го издигнат својот јазик на рамниште на национален, или да ја ограничат неговата употреба. Македонците со сопствени творечки сили ја одбрале перспективата да се издигнат како нација со препознатлив јазик и обстоиле пред предизвиците да се претопат во друга нација. Борбата за самостоен македонски литературен јазик е најцврстото ткиво на борбата за отфрлање на сите форми на поробување на македонскиот народ и за создавање македонска нација. Во ограничена можност од други видови борба, народниот јазик станува моќно средство на отпор, што прераснува во борба за истакнување на националниот идентитет. Формите на народна борба во Македонија, не само од отворениот турски, туку и од прикриениот грчки притисок, се засилуваат во 18 век. Тоа е времено формување на нациите во Европа, но и на народното будење кај словенските народи. Поттик за будење во услови на починетост на македонскиот народ, со што би се овозможило создавање македонска нација, можела да даде само Охридската архиепископија, укината во 1767 година. По мене најголем удар на македонскиот идентитет и македонското прашање се отвора со укинувањето на Охридската архиепископија во 1767 година. Овој чин по мене представува политички акт и тој е неканонски, бидејќи таа одлука на Цариградската патријаршија и на фанариотите, на грчките владици, ја подпишува султан, значи кој што е од муслиманска вероисповест, односно религија, а се укинува една христијанска црква која што била православна мајка на сите цркви. И до тој период таа била навистина најголемиот авторитет, дури како што велат, нејзиното постоење представуваше соединување на Балканот. Од тогаш се отворило широко поле за навлегување на странски пропаганди во Македонија. Не дека и претходно немало странски пропаганди, не дека и претходно не се изучувало на некој друг јазик, меѓутоа таа подлога, таа основа што македонското население имало, што гледало во Охридската архиепископија еден вид на заштитник, веднаш исчезнало. Затоа што во Османлиската империја важен бил верскиот, односно религискиот идентитет. Доколку си имало црква, тој народ бил признат, милетот бил признат, значи ние сме биле сите христијани во тој период. Со укинувањето на Охридската архиепископија, значи сите епархии, всушност територијата на Македонија на еден начин потпаднала под Цариградската патријаршија. Така што она сега својата власт ја распростерела во целиот Балкан и одговарала за се, затоа испратила пак и сегде своји луѓе, според песната на Прличев, ќе прати тоа опеано, ќе прати владици грци, ќе не точно во на сите простори, и во Македонија, и во Бугарија, и во Србија, дојдоа владици грци, започна едно силно, интензивно, експанзивно ширење на грчка црковност, на грчка култура, грчка писменост, грчко влијание во сите сфери од животот. Во услови на непостоење на ниту една македонска институција, во втората половина на 18-тиот и во почетокот на 19-тиот век, македонскиот народен јазик израснува во основно средство на народниот отпор на македонците. За да го спречат отпорот, грците преку грчката црква, а потоа и преку институциите на новоформираната грчка држава, применуваат различни форми на притисок за ограничување на употребата на македонскиот народен јазик, со што би извршиле јазично и етничко претопување на македонскиот народ. Перфидно, во услови на повеќе јазичност, ги изложуваат на подсмев македонскиот и другите балкански јазици, како вулгарни, тоест прости, и го величаат грчкиот јазик, прво преку црквата, а потоа преку образованието и преку трговијата. За остварување на оваа идеја се користат со моќта на печатената книга. Сведоштво за тоа представува четиријазичникот на Даниил, составен дел од пообемна книга со наслов Почетно учење, печатена како прво издание во 1767, а како второ во 1802.
Во воведот на оваа книга е вклучена песната Возрадувајте се другојазични и подгответе се да станете грци, отфрлајки варварски јазик, изговор и обичаи. Разбудете се од длабокиот сон на незнаењето. Учете го грчкиот јазик, мајката на мудроста. Ја имате в свој раце оваа новопечатена книга и постојано учете ја, каде и да одите. Добро вежбајте го грчкиот јазик. Тоа е една од првите перфидни грчки песни кои повикувале на погрчување. Четиријазичникот од Данаил од Москополе е дел од една поголема книга Почетно учење и во на самиот почеток се гледа намерата. Понижувајќи ги другите јазици што биле во активна употреба на овие простори, е истакнат грчкиот. Значи целта била таа. Но македонскиот дел од овој четиријазичник е работен од поп Стефан, кој што пак бил од Охридско, па отаму тој дел во тој дел е представена една охридска форма на македонскиот јазик и тоа може да се каже дека е почетокот за нешто што понатаму во 19. век ќе си има своја традиција да се пишуваат дела на македонски народен јазик. Зошто биле потребни тие дела да се пишуваат, да речеме, на македонски народен јазик? Едноставно, населението, за да му се пренесе нешто на населението, требало да му се пишува на јазик што е разбирлив за него. Во четиријазичникот од Данаил од Москополе ние имаме една тенденција да се наметне една лексика за потребите на трговијата, за потребите на економијата и таа лексика пред се да покаже дека доминантно место има грчкиот јазик. Но во Македонија веќе се пројавува самостојна македонска чаршија, која циркулира низ пазарите во Македонија и ги освојува главните трговски центри низ Европа, од Венеција преку Виена до Лајпциг, со квалитетна стока по потекло од Македонија. Таа чаршија инсистира на свој јазик и го потребува во трговијата, создави социолекти, тајни јазици, користејќи ја метафората како средство за искажување скриени значења од областа на струката. И сега ќе имаме една појава со тоа навлегување на капиталистичките елементи во Македонија. Имаме една појава да животот во градовите станува поуносен, примамлив, додека селото наше уште стенка под тој пусти феудален спахиски систем и животот во селото е многу потежок. Затоа ќе дојде поготово после овие закони, на почетокот на 19. век веќе имаме селидба, миграција, село-град. Нашето население многу ќе се преселува од селата во градовите. И ние во историјата тука имаме така дури една мощна и интересна изрека. Велиме помакедончување на македонските градови. Зошто? Во градовите, бидејќи животот беше поуносен, си беше повеќе исламско население. Сега и македонското население се сели секој кој може село-град. И затоа се намножи и македонското население во градовите и ја имаме таа чудна изрека помакедончување на македонските градови. Сведоштва за искажување на пројавено стопанско чувство на македонски народен јазик среќаваме во преписките на црковните книги од средината на 18. век. Така, на белините на едно радовишко евангелие од 1741 година, вака се представени промените во економските односи во Македонија. Да се знае што зло беше. Бучук жито 500 аспри. Беше зло за чудо големо. Едно јагне за 3 гроша, ока сол 5 пари, ока вино 4 пари, ока ракија 10 пари. Да се јави брашно од земи, да се чини берикет мошне, ока леп за 1 аспра, ока вино за аспра. Та пак се јавиха глухци многу и змии, да беше страхотија. За чудо не можеше човек да спие ноќе. Во почетокот на 19. век се јавуваат и трговски договори на македонски народен јазик. Сведоштво за тоа е следниот документ од 1814 година од Башино село.
Od денеска овде покажувам како се чиниме ортаци со схаджитасета. И турил хаджитасе капетал 5000 гроша броени пари да работат. Насреде од овија пари, што ќе им даде Господ за 4 години, ил ќар, ил зарар, братски да делат наполу. И имаме збор за 4 години да работиме заедно ортаклик. Откако ќе се сврши тоа време, ако сака и еден и други, пак може повеќе време да останат. Затова правиме 2 писма, едно како друго, да се знае. 1814 јануарија 5, Башино село. Јас, Хаджитасе Сукаил, јас, Мано Хаджипетко. Не е ова единствен правен акт на македонски народен јазик од тоа време, ниту пак единствен текст. Во 1814 година, во Будимската печатница се печатат 2 книги на Јоаким Крчовски, кој за 5 години објавува 5 книги на македонски народен јазик, а во 1816 година прва книга печати и Кирил Печинович. Почетокот на македонскиот 19 век е обележан со 2 клучни личности, кон кои им се придружува уште една, што не е директно врзана со пишување книги, но е врзана со печатење. Станува збор за Кирил Печинович, потоа Јоаким Крчовски и Теодосиј Синаицки, човекот преку кој минале дел од книгите што се пишувани на македонски народен јазик во почетокот на 19 век, односно во првата половина. Кога станува збор за она што го имаме како почеток на книжнина пишувана на македонски, мораме да кажеме дека таа книжнина отсликува една јазична состојба. Јазична состојба што на крајот на 19 век ќе дојде до својот врв. Делата на тие преродбеници, иако не се не од некој многу важен, да речеме, од некој многу висок книжевен квалитет, но тие ги заоруваат почетните бразди на идната веќе совршена македонска литература. Кирил Печинович и Јоаким Крчовски ќе ја отворат вратата на 19 век низ која ќе влезе се што е македонско. Па потоа во таа силна куќа ништо нема да може веќе да уништи од она што го велиме ние освежување на колективната меморија и разбудување на македонското. Печинович го отфрла елинизмот и практично го започнува процесот на изделувањето на македонскиот од другите словенски јазици. Печинович е прототип на македонистички пројавени национално-јазични личности, со неповторливи творечки природи кои не признаваат туѓи институции, ниту им се подчинуваат. Тој го обновува во 1801 година запустениот Марков манастир во близина на Скопје, тоест отвора пат за национална македонска црква. Ја пропешачува цела Македонија и поминува низ македонските цркви и манастири, действува за нивно сплотување преку авторитетот на македонската печатена книга. За таа цел ја обновува Солунската печатница на Теодосиј Синаицки, основана во 1838 година, и таму во 1840 година ја печати својата втора книга Огледало. Со печатницата на Теодосиј Синаицки се оформува Солунскиот книжевен круг и Солун се издигнува во културен центар со стремеж за словенска црковна самостојност преку изделување од Цариградската патријаршија. Кирил Печинович ја отвора иднината на македонскиот литературен јазик. Тој го пренебрегнува своето познавање на грчкиот, што го усовршил без друго на Светагора, па обраќајќи му се писмено за помош околу печатењето на неговата втора книга на српскиот кнез Милош, за себе си, за својата генерација, во која спаѓа и Јоаким Крчовски, нагласува: Не учихом во никое школо, ни па растехом во некија палати нашего јазика, ни во палати чуждија вери. Не постојат податоци дека Печинович кога било зборувал грчки, иако го знаел. Сето свое знаење на други јазици го пренасочил кон употреба на сопствениот. Во своите книги употребувал зборови што му биле познати на народот и предпочитал македонски зборови, како јазик, се залагал во црковната молитва, наместо отче да се пее татко, што го има само во македонскиот.
Овој збор се среќава во повеќе македонски верзии на молитвата во 19. век. Пејчиновиќ не ја прифаќал во македонските цркви ни руската печатена книга, па на верниците им се обраќа на народен јазик. Видите, благословени христијани, како нас Бог вика чеда. Пошто сме чеда, затоа и ние го викамо татко. Ама и тоа викање сам Христос Бог научи нас. Иже еси небесех. Оче наш, ке рече татко наш. Зашто не научи да речемо татко мој? Тако татко наш и ми така го викамо. Кога му се молимо, го викамо татко наш, а не мој. Пејчиновиќ не си обезбедил само печатница, туку и критичар и промотор во личноста на сопственикот на Солунската печатница. Имено Теодосиј Синаицки во предговорот кон огледало ја нагласува разбирливоста и достапноста на книгата пишувана на прост јазик. Литературната клима во Солунскиот книжевен круг прераснува во погодна општествена клима за употреба на македонскиот народен јазик. Печатницата и печатената книга се едни од клучните фактори за формување на општеството, нацијата, државата. Буквите од Солунскиот печатарски слог представуваат историски прототипови на македонски национални букви, промовирани од првиот македонски литературен критичар Теодосиј Синаицки и прифатени од првиот македонски писател со личен стил Кирил Пејчиновиќ. Делата на тие луѓе си имаат огромна улога во подемот на македонската национална свест. И што е најважно да не заборавиме да кажеме дека тие допринесуваат за подемот, за формирањето, за оформувањето на македонскиот литературен јазик. Денес кога проаѓаме низ овие книги, кога ја работиме лексиката, кога зборуваме за структурата на реченицата, кога го разгледуваме сето она како содржина што ни е дадено, можеме да кажеме дека сето понатаму во нашата литература ќе се одрази. И ако се прави една лексичка сондажа, ќе се види дека на површина излегуваат македонските зборови, оние што не разликуваат од другите и оние што не прават да бидеме сосема посебни од соседните словенски јазици, а да не стане збор веќе за несловенските јазици, каде што не сме имале таква опасност да се поклопуваме. Можеме да забележиме дека во овие книги, чист пример да земеме како се поставени службените зборови, сврзниците, модалните зборови, како изразена метафоричноста, се гледа дека токму ова не издвојува нас по поглед на соседните словенски јазици. Дека текстовите во другите словенски јазици што се пишувани во овој период имаат поинаква лексика. Книжевните заложби на Крчовски, Пејчиновиќ и Синаицки од првата половина на 19. век ја опфаќаат последната фаза од црквено-религиозната просвета и писменост во Македонија и веќе содржат меѓусебно поврзани јазични особености од сета македонска територија. Воспоставените општествени врски меѓу македонските културни дејци од рангот на Пејчиновиќ и Синаицки, остварени во Солунскиот круг и проширени низ цела Македонија, представуваат поттик за општествени средби меѓу писмено пројавените македонци од различни краишта на Македонија. Овие средби се погодна почва за размена на јазични и културни искуства. Значајни се контактите меѓу образованите македонци од средината на 19. век, какви што биле оние меѓу Димитар Миладинов од Струга и Партенија Зографски од Галичник. Се создава нова општествена клима, која возможува пробив на граѓанска култура, воведување граѓанско образование и создавање граѓанска литература. Пред овие предизвици, македонскиот се отвора кон другите словенски и европски јазици и се вклучува во литературните процеси на словенските јазици. Сето тоа поминуваше под еден заеднички именител славјанизам и тука немаше никаков отпор. Но интересно е и што се случуваше со училиштата во Македонија. Келиното училиште веќе требаше да ги задоволи потребите на современото граѓанство, на македонската интелигенција која веќе се формираше, исто така и беше значајно да придонесе за подемот на јазичната писменост во новите граѓански училишта.
Веќе во 30-тите години во Македонија се отвараат нови училишта, општински училишта, во кои покрај учители свештеници се појавуваат и граѓански учители. Новото училиште беше и потреба на занаечиите, на трговците. Освен јазикот, граматиката на јазикот кој се изучуваше, требаше да бидат воведени и други предмети од науките. Во училиштето беше важно дали ќе се зборува на мајчиниот македонски јазик. Меѓу првите народни учители беше Јордан Хаџи Константинов Джинот. Тој се залагал за лексичко збогатување на македонскиот писмен јазик, со зборови од соседните словенски јазици и за нови литературни форми според европски модели. Употребува србизми и бугаризми во јазикот на своите текстови, во кои ја негува граѓанската поезија, драмата и особено афоризмите. Поезијата во Европа го доживеала романтичарскиот врв, но афоризми ретко кој пишувал. Джинот е еден од ретките. Ги пишувал на македонски јазик. Во непостоење на матичен културен центар, Джинот се сообразува и се вклучува во активноста на српските и на бугарските културни центри, како дописник во нивните весници и списанија. Треба да се има предвид дека Македонија, Бугарија и јужниот дел на Србија се составен дел на Турската империја, а главното бугарско културно средиште е со седиште во Цариград. Кон овој центар гравитираат и културните дејци од Македонија. Непостоењето сопствени културни медиуми станува причина македонските дејци да објавуваат текстови во бугарски и во српски весници и списанија. Джинот објавува во бугарскојазичникот Цариградски весник, па да му се доближи на бугарскиот читател, исто колку и на македонскиот, се јавува како претходник на една идеја за заеднички среден бугарско-македонски јазик, која епизодно се засилува со кабинетските заложби на Партени Изографски, но нема ни теориски, ни практички можности за остварување. И редакцијата на весникот не го прифаќа јазикот на Джинот, па коментира: колку за јазикот на господина Јордана, секој може да види дека е толку различен од нашиот писмен и говорен јазик, така што кој првпат ќе го прочита, ќе му се види не само неразбирлив, туку и сосема разнороден. Да проштаваат скопјаните и ним подобно јазичните, бидејќи и тие не го разбираат, ниту може да го говорат нашиот јазик. Јасен е ставот на редакцијата за меѓусебното јазично неразбирање, кое произлегува од разликите меѓу јазиците, различниот изговор и пројавените стремежи во писмениот јазик. Едно пошироко влијание кое имаше свој пандан на овие јужни балкански простори, нудеше заеднички јазик за македонците и бугарите. Илиризмот од Хрватска најде соодветство за заеднички јазик на овие простори за словените што остана јужно од Ниш под Отоманската империја. Джинот, кој што беше многу интересна и питорескна личност, зашто се пројавуваше и како народен учител и просветител, како оригинален автор, како журналист, етнолог, како книжевник, имаше став дека во тој јазик треба да има работи кои што треба да не се применат, затоа што се неприфатливи за македонците. Тој не можеше, иако имаше познавања лингвистички, толку теоретски да изгради еден став каква форма треба да земе тој јазик. Пишувајќи во статијата за литерите болгарски, за јусовите, тој ќе истакне дека тие му се туѓи на македонскиот говорител. Тој имаше право, затоа што во македонскиот не постои темен глас. Тоа е неприродно, тој ги нарече каравашко-вретенарски букви тие јусови, но тој мислеше за бугарскиот изговор, неприроден на македонскиот говорител. Во тие околности на Партени Изографски, исто соработник во Цариградски весник, му останува во 1859 година да ги посочи разликите меѓу западното македонско и источното бугарско наречје,
предвидувајќи го нивното издигнување на рамниште на два меѓусебно различни јазици. Можноста за заеднички јазик за македонците, бугарите, но и за дел од србите, како одраз на заедничкиот соживот во Турската империја, ја поддржуваат во некои своји текстови и Григор Прличев, Рајко Жинзифов и Кузман Шапкарев. Клучна поддршка на идејата за македонска национална посебност, пројавена во 60-тите години на 19-тиот век, беше создавањето одделен македонски литературен јазик. Македонците веќе имаа своја милениумска писмена традиција и предничеа во потребата на народниот јазик пред повеќето словенски народи, особено пред србите и пред бугарите. Но овој културен подвиг значително заслабна во текот на 19-тиот век, кога се ослободија прво србите и грците, а потоа и бугарите, и постапно формираа своји институции, од посебни цркви до посебни државни уредувања. Овој исчекор на соседните народи, наместо да биде олеснувачки фактор, стана пречка за националниот напредок на македонците. Јазичната ситуација во Македонија била отежната од организираните пропагандни акции на соседните земји за превласт над македонската територија, преку воведување на нивните јазици во администрацијата и во образованието. Во докажувањето на македонската национална посебност, од особено значење беше односот на македонците кон својот јазик. Постапно се зголемувал бројот на национално сознаените македонци, што се отргнувале од канџите на наметнатите пропаганди. Во услови на отежнат и невозможен пробив на национална мисла, македонскиот јазик станува моќно и препознатливо оружје за национална борба на македонскиот народ. Воедно, јазичните достигнувања на малкумината македонски писатели и македонското народнојазично богатство веќе предизвикувале интерес во славистичката и етнографска јавност, која прецизно ги бележела сите национални пројави во словенскиот свет. Од друга страна, тоа доведува до грубо фалсификување на историјата и географијата на Македонија, на словенската писменост во Македонија, како и на македонското народно творештво и на уметничката литература. Во втората половина на 19-тиот век, ниту едно национално движење во Европа не било толку присвојувано и компромитирано од други нации, но и ниедно не покажало таква истрајност и отпорност како македонското. Нашата граѓанска класа првото борбата ја започнува, како што видовме, со жестока борба за сменување на грчките владици. И тоа е прва фаза на борбата. Втора фаза е исфрлување на грчкиот јазик од училиштата и црквите и замена со македонски во училиштата, црковно-словенски во црквите. Трета фаза е борбата за обнова на Охридската архиепископија. Тоа се оди во нагорна линија, се е во подем, еволуира, нели? За на крајот, како четврта фаза, последна и најсилна фаза е отцепување на општините од Цариградската патријаршија. Водачите на македонското национално движење се издвоиле прво како учебникари, со основна цел воведување на македонскиот народен јазик во македонските училишта, а потоа се организирале под името македонисти и ја отвориле перспективата за оформување македонски национални институции. Солидна подлога била малата учена литература од почетокот и уметничко-литературните пројави на народен јазик од средината на векот. Македонското национално движење се надоврзало на своите претходници и ја продолжило македонската писмена традиција, во која нашло потик и историска поддршка за национален напредок. Пресудни моменти за национално свестување на повеќето македонски сподвижници била трагичната смрт на браќата Миладиновци, настан што ги возбудил и другите словенски преродбенски движења. Браќата Димитар и Константин Миладиновци се собирачи на народни умотворби од македонскиот терен, а Константин е издавач на зборникот народни песни. Димитар имал способност да собере македонски народнојазичен материјал, а Константин научно да го обработи, да го подреди и да го представи пред пошироката јавност. И да се представи како поет на сопствената земја, представувајќи ја како нераскинлива географска и етнографска целина.
Тоа е процесот на романтизмот. Тоа се случува и во Германија, тоа се случува и во Австрија. Делата на браќата Грим не е ништо различно од она што го прави Димитар Миладинов, само што на Балканот, ете, тој процес задоцнува можеби една декада, но како и да е, тоа е во основа тој истиот процес. Собирањето на народните умотворби во основа представува конзервирање на македонската народна содржина. Таа содржина Димитар ја праќа до својот брат, кој што е веќе во Москва и со задача да изучи словенска филологија, со оглед дека во Македонија таа филологија не е позната и никој не ја знае, а требаат учени кадри. Потребна е, затоа што ако се знае општата словенска филологија, ќе се знае и конкретната народна, односно македонска структура на јазикот и на говорот. Оно што е значајно, барем кај Константин, тој се обидува таа конзервирана македонска содржина да ја среди и да најде издавач за да може да излезе пред јавноста и да биде понудена за читање на останатата не само на балканската, туку и на европската јавност. Основна национална задача на творечките личности била да воспостават личен однос со географскиот релјеф, етнографската територија и духовниот простор на својата земја и да го преточат во соодветна јазична и литературна форма. Оваа задача во македонската литература ја исполнил Константин Миладинов со песната Тъга за југ, во која ја представува својата земја во метафорично разубавена етнографска целина, составена од стрни и места, од горе и езеро, од поле и планина. Стиховите "Поле погледниш" или "Планина", "Сегде Божева е хубавина" се израз на компактноста на неговата родна земја. Во развојот на јазичната теоретска мисла најзаслужно место има Партени Зографски. Црковен и световен великодостојник кој не задолжи во науката за јазикот да не го одминеме за сите времиња. Во која насока? Бидејќи тој имаше основа теоретски да го постави прашањето за писмениот јазик. Човек како Партени Зографски, кој беше полиглот, кој прекрасно го знаеше грчкиот, еврејскиот, старохалдејскиот, рускиот, францускиот, бугарскиот јазик, кој предаваше граматика на црковно-словенскиот во Халки и исто така предаваше и воопшто во јазик во средното училиште во Цариград, богословско се разбира, имаше и солидна подготовка да направи граматика словенска, а исто така навести дека изработил и ќе отпечати граматика на македонскиот јазик. Партени Зографски во определени периоди од својот живот се пројавува како наимотен, најобразован, најкомуникативен и највисоко поставен македонец во 19. век, кој од сите македонски културни дејци поминал низ најмногу места и видел најмногу свет. Тој учествувал или имал личен придонес во речиси сите слободолюбиви културни акции и соработувал речиси со сите интелектуално воздигнати личности на времето. Тој е автор на повеќе учебници на македонски народен јазик, собирач на македонски фолклорни материјали и преведувач од грчки на македонски народен јазик на византискиот текст во кој се раскажани настаните поврзани со појавата на словенската писменост, Житието на Свети Климент Охридски, од Теофилакт Охридски. Свети Климент Охридски, првиот владика на Охридската црква, без друго бил пример за самиот Партени, првиот и единствениот македонски владика од 19. век, исто како што односот на Теофилакт кон Свети Климент бил пример за можната грчка почит кон македонците. Тој е автор и на една словенска граматика, што ја напишал како професор на Високата богословска школа во Цариград и се јавува како составувач на првата скица за граматика на македонскиот јазик. Станува збор за статијата, во која се изложени основните разлики меѓу источното бугарско наречие, кон кое веќе се ориентирале повеќето бугарски културни дејци од тоа време,
и западното македонско наречје, на кое веќе се составувале учебници, се преведували, се приспособувале пред се за образовни цели, Стариот и Новиот Завет, Псалтирот и Апостолот. Се создавале услови за издигнување на македонското наречје на рамниште на литературен јазик. Во 1857 година во Цариград, Галата, Партени го издаде првиот учебник на македонски јазик, кратка свештена историја на Ветхо и Новозаветната црква, односно превод на Библијата. Колкава радост предизвика овој учебник кај македонското население, зборува еден запис на Жинзифов кој ја опишува неизмерната радост на родителите кои веќе разбираат што им читаат нивните деца од Светото писмо. Веќе следната 1858 година Партени го преиздаде началното учение од Анатолий Зографски по повод 10 години од смртта на неговиот духовен отец Анатолий Зографски. Тој таму даде еден дополнителен дел нравоучителни совети, во кој ќе истакне учи прво книга на мајчин јазик, а потоа учи на други јазици. Ако во свештена историја беше во основата галичкиот говор, веќе во нравоучителните совети Партени не само што го стави говорот галички во основата, туку направи и подбор од други дијалекти на Македонија, за да можат овие текстови да бидат прифатени за читателите пошироко од Македонија. Така што кај него веќе имаме смислен подбор на јазични елементи. Основна национална задача на филолошки подготвените личности во една земја е да ја посочат дијалектната основа и да извршат подбор на основните особености на литературниот јазик. Оваа задача во македонската филологија ја презел врз себе и ја исполнил во определена мера Партени Зографски. Може би сакал да даде препорака за еден македонско-бугарски јазик, но дал една споредбена македонско-бугарска граматика, од која македонскиот дел може да се извлече како скица за граматика и да се вклучи во основата на својата јазична матица, македонската. Партени Зографски ја проектирал основата на македонската јазична матица, што ја осмислуваат учебникарите, а ја прифаќаат македонистите. Многу значајно за Партени Зографски, кој е начело на оваа учебникарска дејност, е дека тој имаше своји следбеници. Имено, како непишано правило, во отсуство на унифицирана норма, неговите следбеници Димитар Македонски, потоа Димитар Узонов, Кузман Шапкарев, потоа Григор Прличев, во него имао узус како да пишува. Григор Прличев представува особена фигура за македонската природба и во македонската културна историја, пред се како поет, како беседник, значаен за искоренување на грцизмот во црквата и во училиштата, и како личност со еден особен интегритет. Григор Прличев е најконтроверзната творечка личност на македонскиот 19 век. Тој е најупорниот литературен патешественик и највиртуозниот јазичен скитник во македонската култура. Се обидел да твори во различни литературни форми и на различни јазици. Живеел во време кога на Македонија и биле неопходни предводници во народното движење за слобода. Тој е првиот македонски народен предводник, прв што ги собира охриѓани во дворот на Свети Климентовата црква и држи народни говори. Без друго, и тој се угледувал на споменот на Свети Климент во Охрид и на Охридската црква, на настаните кога Свети Климент држал беседи пред своите воспитаници. Прличев застана на чело на народната борба против грцизмот во Македонија. Ги крева охриѓани на бунт против грчкото влијание во Охридската црква. Григор Прличев, како народен трибун, воспоставил врска со широките народни маси и им влеал народно чувство, со што го отворил патот за националното сознание кај македонскиот народ. Секако
треба да се спомене и песната 1762 лето, која што Прличев ја пишува исто така со една желба, она што си го постави како задача во врска со искоренувањето на грцизмот. Споменато во автобиографијата дека за прв пат ја испеале на неговата свадба со Анастасија Узунова во 1869 година и се истакнува дека таа песна многу помага во искоренувањето на грцизмот во Охрид и останува како една народна песна символ за Охрид. Се разбира, во следните години со воспоставувањето на екзархијата се покажува дека и народните надежи, па да речеме и надежите на Прличев, не се оствариле во таа смисла дека не се случило поклопување на намерите на екзархијата со она што народот го очекувал. Екзархијата од своите централистички позиции на еден начин и ги спречува иницијативите на местните општини. На тој начин се случува и од таа причина се случува и конфликт со екзархискиот владика кој што бил донесен тогаш во Охрид, така што и поради тоа Прличев повторно го снаоѓаат, така да се рече, пресврти во животот, повторно го напушта Охрид и се завртува кон учителствувањето во Струга, понатаму во класичната гимназија во Габрово, работел и во Народната библиотека во Софија, а потоа повторно во гимназии во Битола и исто така и во Солун, каде што во текот на 1884 и 1885 година ја пишува и својата автобиографија. Заложбите на Партени Зографски, на Миладиновци, на Григор Прличев и на другите македонски културни дејци, вклучени во црковно-училишната борба за составување учебници на македонско наречје, отвораат пат за македонистите. Оваа македонистичка идеја од закрилата на учебникарската ја извлекува Ѓорѓија Пулевски, ја преземаат лозарите, творечки ја исполнува Марко Цепенков, а теоретски ја заокружува Крсте Петков Мисирков. Многу интересни се речниците на Пулевски во таа смисла што тој употребува македонски изворни наши зборови на местото на турцизми што и денеска ги употребуваме. Например, за чизми тој вели скорни, за чорапи вели партеници, за ленир вели исправаче, за послужавник што е сомнителен како македонски збор тој вели подавалник, за јастук подглавница, за јамбулија шари или за килим шареница, за кебаб печеница и така натаму. Значи, оваа љубов и оваа чистота кон мајчиниот јазик нас може да не инспирира и можеме сите да ги препрочитаме овие дела и да не градат и како и во нашиот национален идентитет, и во нашата јазична култура, и воопшто во нашата култура како луѓе. Ѓорѓија Пулевски е учебникар, составувач на речници и на граматика. Тој зема примери од учебниците на неговите претходници, го култивира и го современува нивниот јазичен израз, нагласувајќи дека неговите книги се напишани на македонски јазик. Во книгите на Пулевски, македонското наречје од книгите на Шапкарев се промовира на рамниште на македонски јазик. Насловите на книгите на Пулевски имаат македонско национално обележје. Неговата македонска песнарка е одраз на новата, револуционерна епоха во македонскиот културно-национален развој, во кој се вклучуваат лозарите.
Пулевски и лозарите го означуваат преминот од самостојна, кон организирана, институционална борба преку создавање културно-литературни дружини. Појавата на младата македонска книжевна дружина не е некаква изолирана, не е нешто случајно, ако го разгледуваме целиот тој процес на македонското национално движење. Таа всушност се надоврзува на дејноста на редица други да речеме здруженија, културни, ученички, студентски, кои што действуваат и особено во претходната деценија и особено меѓу македонската емиграција. Но срцевината на тоа здружение сепак се групира околу списанието Лоза, кое што предизвикува на вистина големи реакции со самото свое појавување. Тоа беше движење за културно и национално осознавање и развивање, за слобода и веќе за своја држава. Бидејќи и тие ја прифаќаа идеологијата на Пулевски за потеклото на македонците од античките македонци и почнаа да зборуваат за Александра и за Филипа македонски, надевајќи се дека на таков начин полесно ќе се изделат и од бугарите, но и од грците, бидејќи тие се уште има притисок од патриаршијата и од екзархијата. Лозарите се последната генерација рожба на Солунскиот книжевен круг во 19. век, но тие издействувале во последната деценија на 19. век издавање на свое списание во Софија, списанието Лоза. Со своите македонистички идеи, погледи и ставови за јазикот и правописот, што ги застапувале на страниците на ова списание, успеале дури и да ја загрозат се уште кревката и политички недоволно избалансирана јазична политика во Бугарија. Од позиција на Лозар, Темко Попов, уште во 1888 година, од Солун ја истакнува македонската јазична свест и пишува за состојбата на македонската нација. Националниот дух у Македонија до такво дередже денеска е стигнал, што то и сам Исус Христос ако слезит од небоно, не може да го уверит македонеца оти тој е българин или србин, освен оние македонци, у кои веќе пропагандата българска се имат вкоренето. Името на Темко Попов веројатно не им е познато или не им е доволно познато на многумина македонци, но сепак се работи за една важна фигура во македонското национално движење, почнувајќи некаде од средината на 80-тите години од 19. век. Тој е еден од членовите на тајниот македонски комитет, формиран во Софија 1885 година. А познато е дека тајниот македонски комитет е оној што почнува веќе засилено да ги пропагира идеите за македонскиот сепаратизам. Да ги пропагира идеите меѓу македонците дека не се бугари, дека тие се одделен народ со свое историско минато, со свое историско наследство. Лозарите придвижиле македонистичка јазична револуција со правописна реформа, што доследно ја представува Марко Цепенков, а ја официализира Крсте Петков Мисирков. Подоцна, кога се расформира ова првична постава на здруженијето и кога се забранува списанието Лоза, постои обид од бугарската страна да се обнови, но сега веќе се користи официјалниот бугарски правопис, ги нема веќе првичните идеи на Лоза и всушност бугарската страна сака да го искористи Лоза како еден бренд кој што претходно толку силно допрел до македонската емиграција. Но поради фактот што уредувачката политика е сменета, наметнат е официјалниот бугарски правопис, тоа веќе не може и да заживее, ниту може да го има онна влијание што го имала првичната Лоза. Марко Цепенков доаѓа од народот и почнува да ги објавува своите насобрани текстови, дури од 1889 година, на 60 годишна возраст. Тој е врсник со Прличев и со Константин Миладинов. Но кога Цепенков почнува да се отвора литературно и да ги печати своите текстови, Константиновото тело одамна гние под стамбулско-црноморско-цариградските зандани. Прличев е се уште жив, но е разочаран и повлечен.
Таквите миладиновци и приличевци, што го сочинуваа врвот на македонската интелигенција на потегот на 19. век, беа или физички уништени, или психички дезориентирани. Но ниедна пропаганда не им обраќала внимание на цепенковците, на оние што цел живот си ја гледале својата работа на ситни занаечии. Тој бил само највозрасен меѓу етнографската струја македонци, што за релативно кус период објавуваат огромен македонски етнографски материјал. Екзархизмот влијаел со различни средства врз македонската интелигенција, но немал речиси никакво влијание врз народот, за кои било доволно да ги заплашува и да ги држи во Божји страв, што произлегувало црковното учење и што бил злоупотребен од соседните национални цркви. И тоа безпрекорно го опишал и литературно го обработил Рајко Жинзифов во повеста Прошедба. Цепенков ја има и приличевата и миладиновската сила, и силата на неброени македонски личности. Во својот јазично-творечки пристап, прво да чуе, а дури потоа да запише, станува писател, но не се подпишува како автор, туку како собирач. Ги доведува така во заблуда и приличевите и миладиновските прогонители, па дури и неговите следбеници кои го прифаќаат неговиот јазик и стил како нивни творечки израз. Тоа е време кога Гоце Делчев извикнува: како не се најде некој да напише македонска книга. Книгата била напишана, па дури и објавена, само не била подпишана и не била во корица, туку во зборник. И не бил Цепенков единствениот што не ги подпишувал своите македонски текстови. Тој само бил најдобриот. Генерациите што доаѓаа ја осознаа националната величина на Цепенков, како и на неговите современици. Само Цепенков има над 1000 страници македонски јазичен материјал. Со Миладиновци и Шапкарев, како и со другите македонски и странски публикувачи, може да се зборува за неколку илјади страници објавени етнографски материјали, кои обезбедуваат збогатување на литературниот јазик со лексички средства од сите македонски говори. На нив се надоврзува и малата учена, но и уметничка литература од првата половина на векот, но и бесконечните Веда Словена, гордата мистификација на македонскиот непокор. Непотпишан како автор, Гологанов се издигнува на рамниште на институција, на своевидна фабрика за архаични стихови, па заедно со Стефан Верковиќ како да оформуваат академија, која асоцијативно се вклучува во европската наука како соодветен партнер. Независно од Веда Словена, античките елементи во македонската народна литература веќе ги заинтригирале и најголемите лингвистички авторитети од тоа време. Според тоа, периодот од Пулевски до Мисирков е исполнет со можеби најзначајните процеси во македонскиот развиток, кога се оформуваше македонската национална свест и кога македонската национална мисла се кристализираше како програма што предпоставуваше неколку пунктови. Прво се работеше за афирмација на македонците како одделна нација. Второ, македонскиот јазик како посебен словенски јазик на словенскиот југ и македонска православна црква со обновување на Охридската архиепископија. За пробивот на македонистичките идеи во славистиката не биле доволни само текстовите и само странските научници, кои го препознале македонскиот јазичен идентитет, туку и национално осознаени и високо образовани македонци, способни за научна полемика со врвните славистички институции. Македонистички соработник на врвните лингвисти во најпресудниот период за Македонија станува Крсте Петков Мисирков, кој со своите написи и предавања ја докажува тезата за самобитноста на македонскиот народ, јазичната посебност на македонскиот јазик, потребата од издвојување на автономната управа во која би влегла целосна, обединета Македонија. Мисирковото дело е одбрана од националното обезличување и претопување на македонскиот народ, дело на предводникот на македонското интелектуално крило, кој действувало по аулите, по коридорите и по предавалните на универзитетите во Петроград, Москва, Одеса, на Виена и на Лајпциг, како и отпосле и во Софија и Белград,
и ја ширело македонистичката идеја меѓу македонските студенти, што била прифаќана од повеќето професори на европските универзитети, а наидувала на противење од бугарските и српските. За македонските работи е проект за кодификација на македонскиот јазик, во кој се определени дијалектната основа на јазикот и правописот. Под 1. Прилепцко-битолското наречие за литературен јазик како еднакво далеко и од српскиот и бугарскиот јазици и централно во Македонија. Под 2. Фонетичкиот правопис со употребените во таја книга писмени знакои и со мали отстапки на етимологијата. И под 3. Речничкиот фонд да ја собирајне од сите македонски говори. Крстен Мисирков е филолог-лингвист, што ги прифаќа современите идеи за јазикот и нацијата во лингвистиката и во социологијата. Тоа се идеите на наеминентните слависти-лингвисти на преминот на вековите, на Исмаил Исмаилович Срезневски, на Бодуен де Куртене, на Петар Лавров, на Ватрослав Јагиќ, со кој Мисирков контактирал како студент, но и на социологот Милјуков, кој теориски го образложува поимот нација, а во своите практични согледувања го има предвид издигнувањето на македонската нација, особено врз посебноста на македонскиот јазик, потврдена преку богатата литературна традиција и обемната актуелна народна литература, преку единството на историската судбина и на националното сознание, што е резултат на единствена и неповторлива реалност. Неговата книга за македонските работи представува, обично се вели, национален манифест, меѓутоа тоа не е само национален манифест. Тоа е книга во која што се дава стратегија за националната борба. Тој како школуван човек ги бара сите начини на кои што таа борба ќе се оствари, меѓутоа не со пушка в рака, туку со програма, со национална програма, со теорија, со наука. Македонскиот јазик во почетокот на 20 век веќе бил реалност за македонскиот народ, но врз него натежнувала опасноста од територијално разнебитување. Во своите текстови Мисирков јасно се представува како македонец со македонско национално чувство, кој останува непоматено ни сите премрежија на неговиот емигрантски живот, испреплетен со трагичната судбина на неговиот народ од времето пред и по Илинденското востание, до предбалканските и по Првата светска војна, кога македонското национално прашање се потурнува под прашливите теписи на речиси сите европски дипломатии и останува забетонирано до предвечерието на Втората светска војна. Но не и македонскиот јазик. Тој се проткајува низ растроените македонски територии. Македонскиот во 1924 година го печатат грците во атинскиот абецедар под меѓународна директива во услови на целосна забрана за негова употреба. Македонскиот прозвучува во 1928 година, поддржан со громогласен аплауз низ сцената на Скопскиот театар, испакнува на страниците на Скопскиот српскојазичен печат и се вкоричува во рациновите бели мугри, објавени во близина на Загреб во 1939 година, 60 години по македонска песнарка на Ѓорѓија Пулевски. Македонскиот се институционализира како јазик на македонскиот литературен кружок во Софија, од чии редови произлегуваат стихозбирките на Коле Неделковски, Маскавици, во 1940 и Пет по светот во 1941 година. Во текот на Втората светска војна, македонскиот е официјален јазик на македонската војска, на партизанските одреди и дивизии, како и на општествено-политичкиот и културно-уметничкиот живот на слободните територии. А од првото заседание на АСНОМ, на 2 август 1944, македонскиот народен јазик се заведува како службен јазик во македонската држава, доживувајќи ја својата афирмација како единствена целосна татковина на македонската нација.